Трансформацијата на работен однос ја немаше повеќе од една година со цел да се увиди реалната состојба со потребни наставници заради проблемот со намалување на бројот на ученици, а со тоа и паралелките во училиштата. Годинава се планира трансформација да добијат повеќе од 20 наставници. Една година помина како добро се направи анализа, се согледаа потребите и сега ќе имаме можност, значи оние кои што имаат повеќе од 2 години работно искуство да добијат трансформација. Онаму секако каде што ќе има услови и каде што нема да се создаде вештачки технолошки вишок. Точната бројка на наставници кои ќе добијат трансформација се уште не е утврдена, затоа што директорите на училиштата треба да ги изготват документите потребни за трансформацијата. Што се однесува за спортот во училиштата, ќе се организираат општински надпревари по кошарка и фудбал. Ќе се формира и општинска лига во пинг-понг. Како и секоја година, значи општина Кочани заедно со спортските работници во училиштето, односно наставниците по физичко и здравствено образование, организираме регионални или односно општински надпревари по кошарка за машки и женски и фудбал исто така за машки и женски. Значи имавме обиди да направиме и една општинска лига во пинг-понг, а за ракомет и одбојка сепак ги подготвуваме условите и доколку и сме во можност и ваква општинска лига ќе формираме. Инаку трансформацијата ќе се случи онаму каде што има услови за такво нешто, за да не дојде до создавање технолошки вишок во одредени училишта.